И по 18 години од трагичниот настан кај местноста Карпала, кога од страна на терористите беа убиени 10 прилепчани, нема изградено споменик, ниту пак во цело се исполнети барањата на бранителите. Ова го истакнаа учесниците во овој немил настан на одбележувањето на оваа трагедија во Прилеп. Бранителите велат дека за 18 години ниту една влада немала слух за нив. Имаме поставено многу барања, а од тие барања се нема реализирано ништо. Ветувањата, така речено, се на нула. Што да кажем, после 18 години мисламе некако залудно да се зборува, слух нема никој до сега. Иако поминаа скоро 2 децении, досега не беше обелоденета вистината за Карпалак. Зошто се случи оваа трагедија и дали некој има одговорност во целата ситуација? Националниот координатор на владата за бранителите Стојанче Ангелов истакна дека одговорност требало да се бара во тогашното раководство на Арама. Во состојба на војна, на воен конфликт, да упатите војници во воена зона на место каде што се војува со автобуси, со минибуси е неодговорно. Почит пред споменикот на бранителите во Прилеп денеска оддаде министерката за одбрана Радмила Шекеринска, представници од семејствата на загинатите, кабинетот на председателот, армијата, генерал-штабот, Сдружение на граѓани и политичките партии. Денес, како никогаш досега, оваа нивна жртва, оваа нивна саможртва, покажува колку на сите нас мора да ни бидат важни мирот и стабилноста. Дека ништо нема цена ако не успееме да донесеме стабилност и безбедност на сите наши граѓани. Оваа колективна жртва на Прилеп од 2001 нека биде опомена, а исто така и порака со диалог, во мир и слобода да ги решаваме сите отворени прашања. Вчера пак почит кон прилепските херои беше оддаден на преднивниот споменик во касарната Мирче Ацев и пред спомен обележието во манастирот Света Петка кај селото Лениште.